а токму каква е ситуацијата во други земји, сега ќе се преселиме во Виена за да видиме со нашата колешка Ида Протоѓер како австриците се носат со оваа глобална пандемија. Ида, добро утро, дали ме слушаш од Скопје? Добро утро, Сашо, да, те слушам. Па во Австрија денеска до утрото има вкупно 8788 случаи на инфицирани со коронавирусот, а бројот на смртни случаи како последица на COVID-19 е 96. Растот на ново заразени варира од ден на ден, но не е поголем од процентот на растот, не е поголем од 14%. Во последните 10 дена изминатиот викенд дури стапката беше најниска, 6,7%. Меѓутоа, министерот за здравство, Рудолф Аншобер, објави проекции дека пикот на заразата се очекува помеѓу средина на април и средина на мај. Значи, тоа со други зборови, значи уште добри, би се рекол, 2 месеци во кои што австријанците ќе се занимаваат со овој тежок општествен и здравствен проблем. Искрено, мерките на ограничување на движење се до 14 април, до после Великден, но канцеларот Курц изјави дека и по Великден ситуацијата ќе не ликува повеќе на сегашната, одошто на нормала. И со тоа ги намали точно очекувањата дека по 14 април животот може да се врати на нормала. Но ако е ситуацијата под контрола, постепено ќе има олабавување на мерките, бидејќи овдека стварно владее голема дисциплина. Но практично кажаа властите дека до изнаоѓање на ефективен лек или пронаоѓање на вакцината, властите тука најавуваат дека ќе има така наречена нова нормала. Значи животот нема да се врати нити во април, нити во мај, нити во јуни, во онаа нормала на која се научивме пред да се појави коронавирусот. И да, Виена е еден од најголемите светски туристички центри, како што и Австрија е една мала земја која што високо котира во мапите на туризмот во светот. Како изгледа Виена деновиве? Предпоставам дека е сето тоа пусто и празно, предпоставам дека најголем дел од објектите туристички се затворени, музеи, ресторани и така натаму. Точно ги е оваа предпоставка? Да, точно во моментот се затворени, бидејќи имаме и овдека мерки на рестрикција како и во останатите земји. Во моментот се затворени сите продавници, освен аптеките, супермаркетите и бензинските станици. Се е друго затворено, апсолутно. Движењето е ограничено на групи од најмногу 5 лица, треба да бидат од исто семејство и главно да се набави храна, да се прошета миленик, но и за кратки прошетки на населението. Например, викендот, изминатиот викенд беше убаво времето и имаше доста луѓе по улиците, но сите се дисциплинирани, држат дистанца на метар од 2 кога се разменуваат и кога се во продавници чекаат на ред. Така што додека трае оваа дисциплина, додека не излезан процентот на ново заболени, надвор од проекциите на властите, ќе биде оваа ситуација. Доколку се влоши, тогаш ќе има дополнителни рестрикции. И сега она што е тука, еве за разлика од Македонија, поголема предност е тоа што е многу дигитализацијата е развиена. Например, онлайн нарачувањето на храна, на облека, на мебел, да речеме сега во Македонија исто храна сигурно може да се набави, но овдека и покрупни набавки можат преку онлайн и тоа функционира. Амазон функционира. Така да речеме некои имам знам некој што се сели сега да речеме, може преку да си набави и мебел преку онлайн да си нарачи да му достават. Морам да признам дека во дел од рестораните се преориентира на работа преку интернет на онлайн нарачки, така да дел од економијата практично кој се префали на онлайн бизнис не е толку погодена, секако е и тоа многу, меѓутоа има некаква опција за да функционира еден дел од економијата. И за крај да те прашам, бидејќи Виена е познато средиште на повеќе десетици илјади, некои велат и над 200.000 луѓе кои што потекнуваат од Балканот во изминатите 20 години се преселија таму. Контактираш ли со нешто што би могло да се нарече, што би можело да се нарече македонска заедница во Виена? Какво е расположението? Дали многу луѓе се вратија за Македонија или се сепак се уште во Австрија? Ние сме тука многу поврзани македонската диаспора, имаме голем дел, имаме многу голема заедница и мислам со
контактираме и соработуваме. Јас не знам за луѓе кои се враќаат во Македонија, обично од Германија, од Австрија, оние кои или работеле на црно или на пример се отпуштени во кризата и они немаат практично ќе немаат, да речеме, некакво осигурување од државата. Тие сите што ги знам и мои пријатели, оние со кои контактираме, не се вратиле, сите се овде, заради тоа што државата тука гарантира дури за странци што немаат дури здравствено осигурување, а се затекнале во Австрија, дека ќе бидат згрижени здравствено. Освен тоа, тука економските мерки, многу државата рече дека колку ќе кошта, толку ќе плати, практично, и ги смири граѓаните. И за оние што се до сега има 74.000 отпуштени. Меѓутоа, за да се спречи понатамошен број на отпуштања, државата рече дека работодавецот може 10 до 80, па и дури до 90% од часовите да ги скрати. Значи, него му треба сега само 10 работни часа и само за тоа го плаќа работникот. Меѓутоа, другото сега надоместува државата. И има сега една, тоа се вика курцарбајт, кратка работа, тоа е таа опција, каде што сите работодавци ги пријавуваат вработените во комората тука за работни лица, во агенција за вработување, и таму ги вработуваат, ги регистрираат практично, и од таму државата ги покрива трошоците. Плюс тоа оние што имаат деца дома и на пример мораат со нив да работат, да учат и не може да се ефикасни дури од home office, и на третина исто така покрива државата за тие. И така што сега прават се што е можно да биде што помал ударот врз економијата, иако секако ќе биде голем. И се министрот за финансии минатата недела најави дека нема да се очекува нормално балансиран буџет, него ќе биде голем буџетски дефицит и за да се финансира кризата. Да, и да ти благодарам за оваа детална прошетка, би рекол под наводници, во кризното време во кое што поминува и Австрија и Виена. Се надевам дека во наредните недели ќе се чуеме, бидејќи се обидуваме од разни делови на светот. Утре, да речеме, ќе се слушнеме со колегата од Соединетите Американски држави. Се обидуваме да даеме некаква слика како сите обстануваат во ова време, невреме. Благодарам и да Протуѓер и пожелувам се најдобро во понатамошното справување со оваа ситуација. Благодарам.